Почитувани представници на медиумите, почитувани прилепчани, почитувани наставници во средното училиште Мирче Ацев, почитуван директоре, благодарам на поканата. Почитувани представници на учениците, на председателот на ученичкиот парламент на училиштето и неговите колеги. Денеска во Прилеп ги посетивме основното училиште Кире Гавриловски Јане и гимназијата Мирче Ацев. Целта на посетата е да ги видиме резултатите од капиталните инвестиции на владата од изминативе години. Ми представува посебна чест со непосредно пред стартот на второто полугодие ја пуштаме во употреба реконструираната гимназија Мирче Ацев, која што е гордост на образованието во Прилеп. Честа е уште поголема ако се знае дека почетокот на наставата во оваа гимназија започнала 45-та година, односно 48 година во оваа зграда, со што денес, односно вчера слави голем јубилеј, еден од ретките јубилеи во оваа сфера во образованието. Денес зградата на гимназијата е целосно реконструирана и енергетски ефикасна со 4 нови простории, а изведени се и сите потребни услови за учениците со попреченост. Преку проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање обезбедена е нова котлара за самостојно затоплување на објектот. Со сите овие зафати, гимназијата Мирче Ацев станува современ образовен објект кој успешно ја продолжува традицијата на средното образование во Прилеп и во државата. Сите овие инвестиции во образовните објекти во Прилеп, како и во десетици објекти низ земјата, се реализирани со над 1 милијарда денари во 2021 година. Тоа е за 2,5 пати повеќе средства од претходната 2020 година, иако се работеше за година која што беше година 2021 година на најголемата светска здравствена и економска криза. Токму оваа зграда на гимназијата Мирче Ацев, како и училишната зграда Кире Гавриловски Јане и спортската сала, која е изградена за прв пат по овие 60 години, покажуваат две работи. Едната, дека за време на првите бранови на пандемијата, кога учениците мораа да посетуваат онлайн настава, времето го искористивме за да ги реконструираме и изградиме подобри услови за образованието на учениците. И втората, дека оваа влада силно се заложи да обезбедува квалитетни услови за образование, но и енергетски ефикасни објекти кои штедат енергија и ја чуваат животната средина. Владата и Министерството за образование и наука продолжуваат со ваквиот влог и во 2022 година, зашто исто така се обезбедени над 1 милијарда денари буџетски средства. Министерот за образование е тука денес со мене и ние веќе разговаравме со директорот на училиштето да продолжиме и со третата фаза, бидејќи ако во претходното училиште, во основното училиште можам да бидам комплетно задоволен, овде ќе бидам комплетно задоволен пред крајот на годината, кога ќе имаме и внатрешно уредување на сите училници. Со овие инвестиции вложуваме во човечкиот капитал, во децата, во младите, во нашата сегашност и во нашата иднина. Нека им е честито пред се на учениците, а потоа и на наставниците, професорите, родителите, на директорот и на неговите колеги кои управуваат со ова училиште, на градоначалникот и на министерот за образование и неговите колеги. Нека е Ирлија, како што вели нашиот народ. Ви благодарам.